Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Овие 2 дена во Лондон, кога нашата Северна Македонија е представена на највисоко владино ниво, на состанокот на лидерите на НАТО, по повод 70 годишнината од Алијансата, со остварувањето на сонот, заедничкиот сон за национален успех на сите наши граѓани. Го живееме сонот на генерациите пред нас, на сите граѓани и лидери од нашата земја, кои се вградени во остварувањето на стратешкиот стремеж, кој започна со независноста на нашата земја. Се исполнува деценискиот стремеж, нашата татковина, да ја направиме членка на НАТО. Иднината на Северна Македонија има адреса. На таа адреса е запишана трајната безбедност и сигурност за земјата и за граѓаните. Таа адреса е главното седиште на НАТО во Брисел. И во Брисел, исто како тука во Лондон, уште еднаш ќе се крене и ќе остане кренето знамето на Северна Македонија како на земја полноправна членка на најмокниот воен и безбедносен сојуз на светот. Тоа ќе биде многу скоро, откако последната земја членка и наш сојузник Шпанија ќе ја депонира ратификацијата на протоколот за пристапување на нашата земја за членство во НАТО во Вашингтон. За тоа добив апсолутно уверување од шпанскиот премиер Санчес. Овие 2 дена во Лондон, во друштвото на лидерите на сите земји членки, на средбите со премиерите на Обединетото кралство и на Канада, Борис Џонсон и Џастин Трудо, потврдуваме дека НАТО е најмокниот безбедносен и воен сојуз, но и символ и синоним на највисоки демократски вредности, а ние сме дел од оваа мокно семејство. Почитувани граѓани, како дел од безбедносниот штит на најмокниот воен сојуз во светот, Северна Македонија станува фактор за стабилност во регионот, извозник на безбедност, земја во која граѓаните, младите и децата имаат сигурна иднина. Денеска, со право можеме да кажеме дека сме дел од глобалните процеси, кои не ставаат во редот на сојузниците со кои заеднички ќе се справуваме со сите конвенционални и хибридни закани за сигурноста, безбедноста и за мирот. Овој генерацијски успех на нашата земја нека биде поттик за Европската Унија да ја поправи својата грешка во однос на нашето отпочнување на преговорите за членство. А за сите нас дома нека биде поттик уште посилно да ги продолжиме нашите реформи и да си ја направиме земјата уште поубаво и подобро место за живење. Да одржиме мотивацијата и силната енергија што не крепеше на патот за членството во НАТО. Со исто таква сила и во процесот за членство во Европската Унија да продолжиме. Оваа гордост, што сосема оправдано сите граѓани ја чувствуваме овие денови, е горивото да продолжиме со одлучноста, посветеноста и храброста и да го завршиме и нашиот пат до членството во Европската Унија. Македонските граѓани заслужија убава иднина. Денес НАТО тоа го потврдува. Бидете горди и срекни, почитувани мои сограѓани. Македонскиот мултиетнички народ успеа. Благодарам. Заедно полнасте уверување од вашиот колега, односно шпанскиот мандатар, господин Санчес, може ли да ни кажете што значи тоа? Дали многу скоро ќе биде тоа, што друго ви кажа, кои се гаранциите за тоа уверување? Добре, еве вака се работи прво за техничко воспоставување на влада во пријателска Шпанија, која што треба да го усвои протоколот на влада и да го пушти во парламентот да помине. Зборувавме со почитуваниот колега, мандаторот сега и сегашен премиер на Шпанија Педро Санчес за сите детали на неговата проекција. Секако тоа се негови планови како мандатор кој што има намера да го усвои. Јас не би ги коментирал заради тоа што се планови, но преку деталното презентирање на следните чекори на плановите на вака конституираниот и оформен парламент или конгрес кој што тие го викаат во Шпанија, ми даде за уверување да бидам со право и оптимист дека во јануари месец ќе биде завршена ратификацијата на протоколот за членството на Република Северна Македонија во НАТО и веднаш депонирана во депото во Вашингтон. Така да јануари е месецот на кој што
Секако ќе ја завршиме последната ратификација, за да може и нашиот парламент во соодветно достатично време пред неговото распуштање да може да биде завршен. Имавте прилика да зборувате со председателот Макрон, можеби дали се видовте, дали ако имавте прилика да добивте некакви уверувања и од него и дали март е реалистична можност да дадат преговори? Еве вака, сакам да споделам едно убаво чувство што прво го имам кај себе, заради тоа што како прв представник на нашата земја седев рамо до рамо на маса со сите светски лидери на земјите членки на најсилниот и моќен воен сојуз НАТО. Сите овие 2 дена на сите средби навистина дружевме на едно еднакво ниво. Имав прилика неколку пати да разговарам со скоро сите лидери, председатели, канцелари или премиери кои што беа овде од земјите членки на НАТО. Разговарав секако еве на 3 пати со председателот Макрон. Јас сум уверен дека следува убава одлука, следува убаво време за нас. Не можам да споделам ништо заради тоа што како најголем оптимист, сега сум еве така да кажам реалистичен оптимист. Работите се движат во позитивна насока. Наше е да продолжиме да работиме. Наше е да продолжиме со реформите, наше е да даваме дополнителни аргументи и се надевам дека час поскоро вистинската одлука ќе биде донесена, односно историската грешка која што ја направија ќе биде исправена. Не би сакал преку тоа да делам оптимизам, никако. Ние треба да работиме, да бидеме посветени да европеизираме Република Северна Македонија со уште повеќе вредности, со уште повеќе реформи, а штом тие ќе одлучат да ни соопштат на нас. Но имав прилика да зборувам за детали, да зборувам за очекувања, да зборувам за нешто кое што за нас е многу разумно и прифатливо во целиот овој период. Само се надевам дека одлуките ќе се случат час поскоро. Северна Македонија и Албанија нису отворила преговори sa Европском унијом из познатих разлога кои се они веќе навели. Како се ваша земја осеќа због тога? Дали се на неки начин осеќате издавателни због таквог чина и како се таа одлука одражава на цели Западни Балкан? Добро, ние нашите чувства ги споделивме со целиот свет, со целиот регион и чувството беше на разочараност, на гнев, па дури на одредена фрустрација, заради тоа што дефинитивно заслужив. Заслуживме со констатацијата на сите лидери на европските земји членки, вклучително и со констатацијата на председателот Макрон, дека ги исполнивме 100% од нашите реформи. Плюс на тоа договорот со Бугарија. Плюс на тоа славниот преспански договор со Грција. Наистина сме пример кој што заслужува како никогаш никој порано да биде награден. Ние не бевме наградени. Европската Унија, иако вети дека ќе испорача, не испорача. Но секако продолжуваме понатаму да работиме, уверени дека таа историска грешка која што Европската Унија направи према Северна Македонија, но и према целиот регион на Западен Балкан, е исто така историска грешка и за Европската Унија. Се надеваме дека брзо ќе биде исправена таа грешка и повторно ќе продолжиме преговорачките процеси земјите кои што сме кандидатки за преговори. Ако нема никој прашање, ја може да го прашам на Позиват пријатели. 5G, дали спомна, пошто се збореше на самитот, ви спомна ли нешто за 5G, појава и присуството во Македонија, проблем ли е и никаков услов за нас или... Не, единствено дебатата која што имавме на самитот, сите овие 3 и повеќе часа за кои што се дискутираше, дел од дискусиите беа и борбата против хибридните закани, cyber security и сето она што представуваат реални закани на НАТО и на безбедноста и мирот во светот. 5G технологијата е нешто кое што многу земји го имплементираат. Секако правото секоја земја да го имплементира да, но мора да водат грижа дека безбедноста преку 5G ќе биде обезбедена согласно НАТО стандардите. Затоа дискусијата е многу отворена и во НАТО, имавте прилика да ја следите, како зборуваат за сите можности кои што би ни се случиле како закана на земји членки, односно на НАТО алијансата, заради тоа што НАТО навистина представува еден од најмокните или најмокните сојузи, најпочитуваните сојузи кои што им треба на сите во Евроатлантскиот пакт, на целата ова зона во кој што членуваат 30 земји членки, но му треба и на остатокот од светот. Силен НАТО со сите капацитети, осигуран и обезбеден, навистина ќе има и своји идни функции во обезбедувањето на трајниот мир на секаде во светот. Една од можните закани е секако ваквите хибридни и сайбер би ги нарекол закани, кои што се случуваат, така да
вниманието на сите земји членки, вклучително и на нас, ќе биде дигнато на високо ниво при имплементацијата на 5G, заради тоа што со дигиталната конекција на вистина модерните начини на комуникација и градење на стратегии може да бидат урнисани. Значи безплатни су. Why it is important for you to be part of NATO? I think for every candidate country it's very important to be part of NATO because of security, safety, and of course intention to keep peace inside of the country, in the regions, but also sharing the peace with the rest of the world. We are a very small and peaceful country, but our location is historically a conflict and war fulfilled Balkan area. So in this matter, we needed even more stability and security because we live in 21st century where is a lot of focus in the fourth industrial revolution, technological achievements. In these times, of course, minimum what we need to preserve is security, safety, and prosperity of the countries. Having that in mind, for us like small country, it's good to share all values what democratic countries who participate in NATO sharing together. That is one of the reasons why all 30 countries are together. All of them are shining democracies. Having that in mind, we have also a responsibility to protect and to help keeping peace all around the globe. Having that in mind, I think that the NATO lately, in the last few years, also bring a lot of economic prosperity. Why? Because NATO doesn't mean only security and stability, but mean also encouragement for investment, better cooperation between the countries, especially member countries. That mean for the countries more jobs, to keeping young people there, but also a lot of investment, but produce bigger GDP. That means better economic standard of the citizens. So NATO bring a lot of positive things for all member countries, but I think also for the rest of the world.